Убавото време и сончевиот ден се само предвестник на уште убаво возење и автомобилско доживување во следните 40 на минути. Тоа значи само едно, дека денеска новата Opel Corsa ќе ја вози уште убава девојка, која што ми е чест што ја имам во мојата емисија. За кого станува збор, дознавате во најновото издание на Влези вози, веднаш по джинглот. Мојата денешна соговорничка многу ми е лесно да ви ја најавам, бидејќи епитетите се нижат еден по друг. Таа е елегантна, истовремено атрактивна, многу софистицирана девојка и девојка која што ќе ја препознаете по урбаниот стил на живот, меѓутоа и по урбаниот стил на облекување. Таа наметнува модни трендови и е една од најубавите македонски водителки. Денес ке велам добре дојде во Влези вози на Елена Стефановска. Одамна не сум имала ваква најава, ти благодарам многу и одамна не сум била во улога на гостинка. Ти благодарам што се сети за тоа да бидеме дел од ова денешно возење. Влези вози, убаво ти стои, убаво ти лежи и драго ми е што навлегуваш во телевизиските води, ти посакувам многу среќа. Убаво е човек кога ќе се зададе некаква цел, од радиски водител во телевизиски ти посакувам многу успех и благодарам уште еднаш за поканата да бидам твоја гостинка. Тебе ти благодарам бидејќи дојде и бидејќи ќе докажеш дека жените се подобри возачи од мажите, само поради тоа што во изминатите неколку емисии само мажи ми седнуваат зад воланот. Тоа сакав да кажам и јас. Мислам, вредно време беше да ги поканите и приводничките на понежниот пол, па не се само мажи возачи, нели? Денеска дали си подготвена да докажеме дека сме подобри возачи? Дека сум во патики, да, возам и со високи подпетици, тоа со 12, многу подобро, меѓутоа денеска ни е casual денот и така решиви да се облечам во патика една и со капут малку по-casual за да уживаме во возењето, да уживате и вие со мене. Тоа значи дека, драги мои, вие треба да уживате во следните 40 на минути, а јас и Елена влегуваме во новата Opel Corsa. Удобно се сместивме, ги заземавме позициите, јас како сувозач, ти како возач. Кажи ми колку долго си зад воланот? Многу долго, официјално нели како возач на Република Македонија сум од пред некои си 4-5 години, меѓутоа возам долго, едно 15 години. Тоа значи дека имаш многу километри извозано без возачка? И лјадници, ама ајде да не кажуваме. Да, тоа ќе го оставиме, ќе го истечеме овој дел. Кажи ми твојата релација низ Скопје, она секој ден што ја возиш, каде е најчесто? Така, централното градско подрачје, живеам во Карпош на Талиџе, работам продукцијата во која што работам нели емисијата, се наоѓа на булеварот 11 октомври или Карче Дуел Кјуби, така да тоа генерално ми е таа релација, тој потек од Карпош па до Кисела Вода или до центар, таму. А кога си надвор од Македонија, бидејќи често снимаш надвор од нашите граници, дали возиш или можеби те возат? Возам и тоа возам мажи сниматели. Бидејќи одиме генерално исто со моја кола, јас сум посигурна кога возам отколку кога ќе ме возат. Значи не веруваш многу на нови возачи да седнеш да те вози било кој? Па да, меѓутоа ќе бидам немирна, ќе морам да го контролирам нели возачот, да гледам и да му кажувам оди лево, оди десно, намали или зголемија брзината, така да многу подобро ми е кога ќе возам јас. Единствено кога одам нели на долги релации, сакам да се менувам, сакам да одморам при возењето, така да се работа на долго во секој случај. Бидејќи денеска возиме 40 минути низ Скопје, низ централното градско подрачје, што ти е познато, кажи ми како изгледа еден ден на Елена? Јас сум ранобудник, ако кажеме дека станувам во некои 8 часот наутро, 7:38. Ги имам сите ритуали за стартување на денот во однос на здрав поедок со утринско кафе. Тоа е нешто што ми дава енергија во текот на денот и веќе после 10-11 часот ги организирам потребните работи кои што ги бара една емисија како што е Живот со стил во однос на организација, во однос на состаноци, во однос на кафе пиење со моите гости и секако во однос на режирање, помагање во монтажниот дел на емисијата во продукцијата. Цело време си тип-топ. Кажи ми колку тие дневни ритуали посветуваш на шминка, на фризура, колку време ти е потребно? Благодарам прво на комплиментите, Кристина. Веќе со текот на годините ми станува рутина нели на во однос на средување и сега кога имам некои
полабави состаноци, секојдневни обврски, излегување во град, тоа сама го работам, во принцип не ми одзема многу време. Реков дека ми станува рутина во однос на фенирање, во однос на пудра, ставање, сјај или кармиче некои трепки, поточно маскара нели за трепавици. Во однос на оној професионален дел, ангажман околу снимање на емисија, гостување или некаков јавен настап, тоа им го препуштам на луѓето кои што се занимаваат со таа работа, нели стилизирање или мејкап артисти, фризери, шминкери. Генерално за јавните настапи или за снимањето на живот со стил во некој поексклузивен амбиент ми помага мејкап артистот Зоран Шурбевски. Бескрајно благодарна затоа што знам дека многумина ќе ми кажат дека знае да ми го смени личниот опис и ме радува што сум поразлична нели од другите или поразлична во однос на мојот имидж со неговата шминка. Така да, генерално, кога имам време, одам на професионална шминка, кога сакам да скратам од времето, тоа го правам сама и мислам дека успевам во тоа. Благодарам. Успеваш, јас само ќе ти потврдам. Кажи ми, кога си надвор од Македонија, кога снимаш, тогаш исто се носиш мејкап артист или можеби тогаш сама се средуваш? Си скратувам, така да, апсолутно. Мислам дека локацијата на која што снимам ќе биде многу поинтересна и погледлива отколку мојата шминка во тој момент, така да се фокусирам на моментот дека снимаме некакво ексклузивно интервју на некое ексклузивно место или пак снимаме со некаква си ексклузивна личност. Кажи ми, дали ти се случило во автомобил да се шминкаш? Често пати на семафори. Ти си од тие дами кои што им свират за да мрднат? Или може би сте во рамки на зелено светло? Сте во рамки на сообраќајните правила и прописи. Тоа е одлично. Во однос на живот со стил, веќе ја спомена твојата емисија. Многу е поразлично се што се пласира моментално во етерот од тој тип на емисии. Како дојде на идеја за еден таков проект? Така. Јас сум подолго време на телевизиските екрани, имам почнато во 93 година, во лето 93, ако се сеќавате на македонската радио телевизија. Јас сум добро тука негде таа генерација, така да не се сеќавам, ама знам дека од 13 години си во медиумите. Ето така, цели 20 години професионално нели на национално ниво, сум некои 10-15 години стартувајќи во Сител телевизија 2004 година. Сега, како почна идејата за живот со стил, пред авторскиот проект Живот со стил работев на емисија за убавина и здравје Вива магазин некои се 4 години на националната канал 5 телевизија. Некако се презасетив од тие совети на давање убавина здравје и мислев дека сум спремна за нешто позрело на некакво си повисоко ниво и во однос на прилозите ими снимање и во однос на гости, така да се роди идејата за живот со стил, за да го запознам одблиску стилот на познатите со публиката на Македонија. Многу ми е драго бидејќи го спомна Вива магазин. Јас сега ќе морам тука да те цитирам, извадив дел од едно твое интервју во кое што велиш: "По кратка психолошка пауза која што имав со претходниот проект, се вратив со живот во стил." Каква пауза? Па има психолошка пауза од некои 7-8 месеци. Тоа значи се преиспитував себе си што јас како гледач би сакала да гледам. Истражував многу, ги прашував луѓето околу себе што би сакале тие да гледаат, што би сакала јас да гледам и некако се роди тогаш идеја за живот со стил. Таа е таа психолошка пауза која што сите ние уметниците сакаме да си ја имаме, да си се опиваме самите себе си што би сакале да го сервираме, не е само нели муабетот или што сакам да бидам во животот, што сакам да направам и некого да се докажам. Работата е што треба да споделите меѓу публиката. Тоа го правам со единствена цел за да не да бидам позната во јавноста како водителка, автор и водител, најмалку би сакала јас да се експонирам, би сакала да ме зборат луѓето по тоа дека сум споделила нешто со нив. Јас можам да ти потврдам дека тоа е така, бидејќи имаш еден куп ексклузивни интервјуа. И сега ме нуди тоа до следното прашање: колку е тешко, колку време ти е потребно да реализираш емисијата? Па си бара време и организација, со оглед на тоа што јас сум автор, водител, one man show, во однос на собирање финансиски средства, во однос на организирање спонзори, во однос на договарање со гости, монтажа, па на крај нели да се види таа емисија. Често пати ќе знаат луѓето да искоментираат: "Леле, на колку убаво место си се релаксираш", меѓутоа не е толку едноставно, не е толку лесно Многу да работа се стои за тоа. Апсолутно да, не е толку лесно да се направи една емисија. Ако речеме дека една емисија бара посветеност на снимање ден-два,
3 максимум, со тоа што не е само интервјуто во самата емисија или основата на емисијата Живот со стил е интервју со позната ексклузивна личност. Во самата емисија се привлекуваат теми прилози кои што сугерираат на здрави, квалитетен начин на живење. После тоа си бара нели монтажа, така да генерално во текот на целата недела се работи на 35 минути издание на Живот со стил. Значи потребни се доста денови за тие 35 минути. Апсолутно. По кој критериум ги одредуваш гостите кои што сакаш да ги пласираш на публиката? По тоа што направиле. Така, по тоа што направиле во својот живот, по актуелната ситуација што ја имаат по моменталното, нели? Исто така се консултирам со тимот со кој што ја работам емисијата приватната продукција Moonlight, се консултирам со публиката, со гледачите, со моите блиски пријателки и собир на повеќе нели предлози пресекувам во дадениот момент кој би бил интересен во однос на гости. Бидејќи имаш правено интервју, буквално од Северина, последно со Емина Јаховиќ, едни од најголемите балкански шмекери како Јоксимовиќ, Хари Матакари, како ти се подготвуваш за едно интервју? Многу лесно, спонтано, следејќи ја нивната работа. Нормално, почнувам прво да размислувам како најдобро да го представам гостинот на гледачот. После тоа истражувам за него и на крај тој спонтан муабет претходно во приватен муабет со него. Мислам дека најдобрата содржина ја имам кога претходно ќе се договорам со гостинот да извлечам нели што е она што би било интересно за него. Пресекот го имам во тој приватен момент кој што го имам пред снимањето и тогаш знам точно како можам најдобро да извлечам од него и што би било најгледливо за гледачот од тој гостин. Од тој аспект и од тој гостин. Кажи ми во однос на тие интервјуа кои ги правиш, дали постои некој кој што ти е посебно драго, кој што посебно си сакала да го направиш, ти успеало и си викаш браво Елена, супер, си постигна една поставена цел? Така, па еве последниве ќе ги извем, значи Емина Јаховиќ бевме на промоцијата на нејзиниот парфем, добив лична покана од неја и од менаџерскиот тим на Емина Јаховиќ дека го промовира својот парфем и исто така козметичката линија Loud. Тоа ми е драго што бев на нејзиниот роден ден, понатаму ќе ги извојам Ниве Селзиус, не знам колку ја знаат нели како старлета, меѓутоа јас ке Па и така е позната, бидејќи постојано се обликува, малку е попровокативно од останатите хрватки кои што ги знаеме. Така, меѓутоа таа е исклучително паметна личност која што доби награда Киквоп на годината. Тоа е едно големо признание за нејзината книга. Така, значи Ниве Селзиус ме драга, Северина Вучковиќ исто, која што посвети време, внимание, толку многу скромна личност. Тоа сакам да те прашам за Северина, велат дека и не е многу пријатна за интервјуа и знае да се однесува како дива. Какво е твоето искуство со тоа? Јас имам супер искуство со оглед на тоа што сме нели две модерни урбани девојки и веројатно и се допаднав на прв лик и одакле ти е ова или од кај ти е ова, многу убаво изгледаш и онака кога ќе си имате симпатија еден кон друг многу полесно оди работата. Во принцип со неја многу тешко да говорите за интервју, меѓутоа ако ме прашувате како доаѓам јас до таквите контакти, големите луѓе, тоа е веќе мрежа на контакти мрежа на линии кои што ги имам остварено со многу години. Да. Раде Шербеџија исто така ми оставил добар впечаток, тоа е во првата сезона на Живот со стил, на 35 степени Целзиусови. Господинот Раде Шербеџија, со него снимавме, немаше никаков проблем, снимавме на брод во риека на Јадранско море и беше прекрасно интервјуто. Се надевам дека ќе имаш уште многу прекрасни интервјуа и вака ќе ги памтиш и со задоволство ќе се присетуваш на нив. Ака интервјуата овие од Австрија последниве што ги направи, ќе го издвоиш можеби на Делината Ири, бидејќи многу ве пишуваа во медиумите. Благодарам за комплиментот. Да, Делината Ири приватно ми е добра пријателка. Исто така ако зборуваме нели како успевате да ги најдете нели добрите големите звезди. Добра, како успеваш ти да ги однесеш да речеме во Австрија на скијање, бидејќи не беше само Аделината Ири во тој циклус што се снимаше во Австрија. Така, таму беа повеќе личности од регионот, меѓу кои Индира од групата Колонија од Хрватска, Ирина Крушка, така од Србија.
Тоа е едно дружење со новинарите и јас си го имам тоа ексклузивно право, пак ќе кажам, во однос на тие контакти кои што ги имам создадено со текот на годините, јас го имам тоа ексклузивно право за Македонија да го представам тоа скијалиште на асфалт, со тоа што тие ни обезбедуваат, нели, сместување, хотел и престој во Австрија. Повели, дојди, ајде со некоја гостинка, за да уживате и да снимате, да направите една емисија. Тоа е во принцип програмата која што ја организиравме и ја снимавме во Австрија во асфалт. Бидејќи имаше многу кои што дојдоа со тебе во Австрија, а дали не видовме дека скија, дали можеби Индира скијаше, дали... Да. Индира исто така ја снимавме, ќе оди во месец февруари. Одлично скија, Ирина Крушка исто, така да генерално тоа се врвни скијачи кои што знаат да го искористат, знаат да го искористат слободното време, нели, на пауза, некаква си после Нова година. Сите настојуваат малку да се одморат од годината, од празниците и да ги полнат батериите за новите работни сили. Зборувавме за Австрија, меѓутоа лично, дали си повеќе зимски или повеќе летен тип? Јас сум зимско дете, родена сум во месец февруари, јас сакам зимата, особено кога ќе има многу снег и кога ќе излезам топло облечена и кога ќе ми крска под наџињата снегче, многу снег, меѓутоа да се најдам во некаков си планински ресорт, планински објект, нели? Тогаш ми е убаво и кога ќе го гледам снегот, нели, со каминче покрај мене и единствената романтична страна ми е онака таа снежна идила. Го сакам и летото многу, повеќе во секој случај. Не верувам дека некој би сакал повеќе зима од лето. Уживам и во нели, сезоната лето и во сезоната зима, исто така. Сето тоа си има своја убавина. Бидејќи одлично пливате во водителските води доста долго време, дали можеби имате некој идол, некој репер кој што сте го гледале, со кој што сте растале, да речеме, за да ви се јави таа љубов кон водителството? Ме фативте сега кој би бил репер. Многу одамне сакав Амбра од Рај Уно телевизија и она ми беше онака репер за добра водителка. Не знам колку е паметат луѓето, мислам дека ја знаат. И можеби на неја се огледував, она ми беше, значи, таква елоквентна, пристојно, културно облечена и можеби на неја се огледував. Што се однесува од регионов, од сите помалку. Не би сакала да избавам, значи сите кои што се подолго време на екраните, има зошто се на телевизиските екрани толку многу време, сигурно имаат некаков квалитет и имаат своја публика, да речеме меѓу кои сум и јас, така да од сите помалку го учев знаејот за најдоброто. Ете така, да. Со оглед на тоа што јас новинарските, мислам, сите новинарски постулати ги имам поминато уште многу одамна, нели, практично сум дел од ова што го работам со своето искуство. Ти паметиме по доста ТВ проекти, меѓутоа колку што имаш регионални звезди, толку имаш и македонски. Дали можеби македонските звезди се однесуваат малку подзвездено или ти е поголем проблем со нив да закажеш интервју? Така, па често пати ќе кажеме дека ќе слушнеме коментари дека е многу потешко да се договориш, ние сме многу мала земја. И не знам зашто си даваат за право некогаш, нели, да се однесуваат како големи звезди, кога има толку многу поголеми звезди кои што се многу поскромни од нив, и им замерувам во секој случај, затоа што новинарите ние и водителките сме во интерес на нив. И не би сакала да го коментирам тој ни дел, нели, дали сакаат соработка или не, меѓутоа секоја појавување и секоја соработка е значајна за секоја музичка звезда која што го работи тоа во Македонија. Не сакам да коментирам со останатите регионални звезди, во ниту еден момент не сме имале некаква си реакција во однесување дека е навистина звезда и дека не сака да даде интервју. Ги имаме овде. Јас ги советувам да бидат малку попристапни, затоа што реков дека соработката со новинарите е нешто недоброто со кое што треба да го работат. Искрено мислам дека веќе станаа македонските звезди, барем музичките звезди, свесни дека треба да ги има по портали, треба да даваат интервјуа, треба да се подостапни, барем имам таков впечаток години наназад. Па можеби тоа е одраз на тоа што нивните колеги во Србија почна и да нарачуваат PR текстови, не знам колку тоа кај нас го прават, меѓутоа знам дека со оглед на тоа што е поголема звездината маса во Србија,
Знам дека српските звезди плаќаат, нарачуваат и плаќаат за да ги имам по портали, по медиуми, по телевизии. Не да Боже или не знам дај Боже да се случи тоа кај нас. Дури јас знам дека српските звезди дури плаќаат папараци фотографии сами пуштаат. Колку да ги има. Мислам дека тоа со фотографиите и кај нас функционира веќе неколку месеци со одредени звезди за кои што јас знам, така да добар пат сме да се освестиме медиумски. Значи има тарифа. Добро. Би кажала на некој начин. Бидејќи зборуваме цело време за твоите... Јас се извинувам, исто така, јас ги наградувам. Мислам, секогаш се трудам во знак на благодарност нашите познати личности, да ги задоволам со некаков си подарок или некаков си сувенир, нешто за да им дадам благодарност за гостувањето, секогаш ги изненадувам со подароци, така да им подарок им убаво сместување или не знам каде некаков си викенд кога ќе им обезбедам, мислам дека е повеќе задоволство да се биде гостин во емисија. Бидејќи кажуваш дека подаруваш, кој е подарокот кој што ти си го добила и ти е помеѓу драгите? Владко Гроздановски многу пријатно ми изненади кога ми го даде дресот негов, подпишан или Владко Гроздановски, ми даде шал исто од фудбалскиот клуб Вартар, така да тоа ми беше пријатно изненадување и тоа беше едно од последниве изненадување. Кое што верувам дека ги паметиш. Апсолутно. Бидејќи зборуваме цело време за телевизија, ама не треба да забораваме дека во твоето новинарско CV се впишува и радиото како медиум. Тука влегуваат Антена 5, влегува и Радио Бубамара. Велат дека радиото има посебна магија. Како ти ете од радио се тргна од таа магија и отиде во телевизија? Колку би сакала да се вратам во радиото, толку многу ми е убаво. Јас паралелно работев во радио и во телевизија. Првите радиски ангажмани ми биле во локалното сите, нели, почнуваме така во локални телевизии и радија, во Радио Браво во Куманово, каде што го учев занаетот. Мислам и претходно исто така имав искуство во радио. Почнав после тоа се префрли во Антена 5 радио на национално ниво. Бубамара ми беше исто дел од своите радиски активности некои 4 години, така да има голема разлика, многу поголем стрес и многу поголеми обврски организација има во телевизија, со оглед на тоа што не сум сама водителка, нели се појавувам како уредник, водител, режисер, продуцент и организатор и монтажер на емисијата. Времето искрено не ми дозволува да бидам дел од радиото. Со драго срце би се вратила, многу повеќе кога малку ќе го намалам темпото на емисијата на кога би нашла нели тим кои што би го работеле наместо мене. Ова што го работам јас, нели обврски за 10 луѓе работи еден човек. Може би се вратила на радиото, има голема разлика и многу го сакам радиото. Сега ќе мора да се тргна. Не морам да се шминкам, не морам да се облекувам, утринска програма најавувам со милозвучниот глас, тоа ни е главниот атрибут. Во 7 сабајле се будам полетна со енергија и многу навистина ми недостасува радиото. Тоа значи дека додека беше Знаеш како е? Да, јас не знам, еве сега во телевизија сум, меѓутоа радиото дефинитивно мене ќе ми остане прва љубов. За радио тоа значи дека можеби не се средуваше толку многу ете така за утринска, па и во тренерки ќе си одиш и во патеки без шминка. Така, пристојно, уредна, пристојна, нели? Ќе се облечам во тренерки, меѓутоа основните работи мораш да ги направиш, нели, да ичешташ косата, да ги измиеш заби, да ставиш крема за лице. Не сум од типот станата од спиење, уште не измиена и влегување во кабина, нели, директно на работа. Така да една уредност, една пристојност е она што го бара секоја девојка. Не мора да значи дека нели ние јавните личности секогаш сме намонтирани, додирани, дека секоја личност од градот треба да изгледа таква, секогаш намонтирана. Не мора, мислам, не мора да се градуваат непознативи личности. Совет мој, нека не се трупаат со многу шминка, затоа што премногу се млади за такво нешто. Нека си ги живеат годините со текот, нели, со времето. Мој совет е секоја нормална девојка да биде само уредно, пристојно, облечена и средена. Околу твојот изглед секогаш те крева прашина, во последно се пишува за твоето згодно тело, што морам да признам дека тоа е така. Кажи ми, добри гени или напорен тренинг? Има работа и на генетика, добри гени да, меѓутоа без потење, без труд и без добра исхрана ништо не правиме. Така да ајде да кажеме дека е 30-30-30, така некако би дошло. 3 пати до 4 пати неделно обавезно тренинг. Што тренираш? Фитнес, можеби пилатес? Кој е твојот избор? Имам изготвена фитнес програма од персонален тренер.
за, не знам, за добра кондиција ми е аеробик пилатес, за затегнување на мускулите теретана фитнес. Тоа значи Сакам да трчам на кеј, те прекинувам. Летна време сакам да трчам на кеј. Таа рута ми е добра од Александра Палас, например, до тука до главна пошта, тоа ми е фино и тоа го правам во утринските часови, обично во месец април, мај, околу од 8 до 9 сум на кеј. дали може би возиш ролерки, возиш точак? Порано возев многу ролерки како девече, исто така велосипед. Во последно време немам време и мислам дека немаме услови за такво нешто. За велосипедските патеки тука некаде ќе се Ете сложиме. така, да. Меѓутоа повеќе си во автомобил, бидејќи работата тоа го бара од тебе. Во последно време медиумите ти пишува дека се појави во бикини ете во Австрија, дека постојано си во куси с долништи, имаш прекрасни нозе. Како ти се справуваш со тој публицитет? Со оглед на тоа што сум подолго време јавна личност, сум подготвена на секакви пофалби, критики, позитивни или негативни, така што сум навикната на сите пишувања, тоа ми е дел од работата и немам проблем со тоа. Само да нема невистини. Што е најглупавото нешто што го имаш прочитано за тебе? Дека сум старлета. Тоа беше во некој си портал пишано, мислам еве, директно ќе бидам, старлета нема професија, јас имам професија по долго време 20 години. Сето она што го имам постигнато сама со свој рад од 13 години, сум многу горда на себе кога уште како дете ќе си поставиш некакви високи цели во животот, ќе се качуваш, ќе паѓаш, ќе се качуваш, ќе паѓаш и сето тоа е дел од животот. Не сум старлета, имам професија, значи и со драго срце го работам тоа како уредник и водител во моментов на живот и стил. Дали може би можеш да го дефинираш поимот старлета за да им биде јасно на луѓето дека има голема разлика? Да, тоа се девојки кои што сакаат скапо да се облекуваат, да бидат во скапи луксузни хотели, во скапо друштво, да не работат ништо, веројатно да им ги плаќа пијачките некој кој што добро заработува и да се фотографираат. Добро, тоа некако ги мешаат старлета и да речеме јавни личности, некако го поврзуваат со секоја убава девојка, меѓутоа дефиницијата е многу подруга. И сега, да, нормално, емисијата ми е таква живот со стил, јас ги избирам најубавите слики, ги постирам на Facebook. 5% од тоа што го работам го ставам нели на Facebook. Најубавите фотографии ги црпам и веројатно можеби на луѓето им се видело дека кој сето ова и плаќа на Елена, легитимно. Денеска разјаснивме. Така да, легитимна сум во тој момент во рекламниот блок на емисијата, има спонзори, значи немам еден спонзор, имам повеќе спонзори кои што даваат поддршка на емисијата, тоа се големи компании и успешни луѓе кои што ја почитуваат и ја поддржуваат емисијата и дадовме објаснување за тоа дека јас сум сама, независно од 13 години, имам морална поддршка од моите родители, меѓутоа сум сама што сум горда на себе што сама сум постигнала, сум излезена од Куманово, од провинција, локално место, град Куманово и сама сум успела да се искачам тука некаде на добро место во град Скопје. Па веќе се расширивме во Австрија, во Хрватска, во Србија и така. Бидејќи си препознатлива по твојот стил, колку месечно тросиш на шопинг, колку пати одиш на шопинг? Ако ви кажам дека добрата страна во емисијата е што големиот дел од облека е во замена на компензација или во замена на реклама, јас сум богата лично со тоа што не можам да се дозволам буквално со наши финансиски средства, меѓутоа кога работиме прилози снимени со некои одредени брендови во емисијата, го компензирам така да и трошам, последните пари апсолутно ги давам за добро фустанче, за чанти, за штикли и така, трошам. Не да Боже да се соберам во некој куфер за патување, тогаш се имам мака, ајде да речеме дека последно во време некако се обидувам да бидам практична во пакување. Мене секогаш ми е проблем кога ќе одам на пат на 3 дена, отколку кога би одела на 10 дена. Бидејќи зборуваме за твојата пасија, чевлите дефинитивно на врвот на списокот. Кои се умилениот бренд за чевли? Кои се твоите умилени чевли? Софија Вебстар, Джими Чу, исто така, Лабутен. Кои се други? Па тие би ги издвоила. Кога веќе треба да издвојуваме? За жал немам од такви, имав Джан Марко Лоренци, купени во Лондон во 2012 година, меѓутоа веќе се демоде од повисоката класа на мода, тие ќе ги издвојам. Која е твоето најскапо парче на облека?
Така, имам две чанти на Прада, купени во Лондон и тоа ги купив на некаков си попуст околу 500 фунти. Тоа е друго што имам бунда исто купено во Лондон околу 1000 фунти долга бунда. Наочариве ми се исто нови околу 30.000 денари се последниве на Miu Miu. Тоа е. Сега релативна работа, нели, како скапо е за некого, скапо е, нели, за некого и не е толку скапо. Не е се во парите, ако имаш, нели, добар стил, можеш да се креираш, да се дизајнираш и со многу малку пари. Според тебе македонките имаат добар стил на облекување? Во последно време, да, колку што можам да движам низ централното градско подрачје, ми се допаѓа, меѓутоа тоа е нели одраз на постојано следење на Инстаграм, на Фејсбук, така да горе-доле сме во некаков прогрес во однос на стил. Сега ќе те тргнем настрана од сите тие, бидејќи додека додека се подготвував за ова интервју, најдов дека имаш изјавено дека од славните личности ти би имала дете со Джейсон Статам. Уште стоиме на таа идеја или можеби нешто се променило? Пред некој ден го гледав и Брус Вилис и се викам, Брус Вилис дефинитивно е мојот најомилен актер кој што го паметам од детство. Некако заштитнички се чувствувам гледајќи ги филмовите со него. Джейсон Статам исто. Таков тип на момци сакаш? Да. Исто како Джейсон Статам. Момци кои што ќе стојат онака, сега за физички збориме, физички изглед може или? да почнеме од физички, па ќе завршиме со... Да. Пак ќе речем дека физичкиот изглед мене не е многу пресуден. Пресуден ми е психолошкиот момент, оној заштитнички момент, маж да биде со двете нозе на земја цврсто. Дали тоа значи дека Елена е заљубена или си уште сингл? Се уште сум сингл. Не си го трошам времето со секого. Уживам секој ден во животот и чекам некој кој што би имал храброст да ми приде, меѓутоа во последно време нема такви се уште. Немаат храброст да приоѓаат на девојки кои што знаат како да го живеат животот. Дали како јавна личност можеби малку потешко да најдеш момче, ете така велиш не приоѓаат момците? Приоѓаат, се дразмуваат нормално, симпатично, особено нели денеска е многу лесно да ти придат. Денеска многу полесно да ти придат, нели не мора да ми дадеш телефонски број, дај ми Facebook и тука одма се нели спојуваат контактите. Многу полесно вакво приоѓаат денеска со комплименти, меѓутоа тие што треба да придат тука имаат судир. Не приоѓаат. Можеби сакате да најдете некое момче кое што ќе ви прилега и ќе работи, да речем, истата работа како вас, ќе ве разбере во тој поглед? Па не знам, не сум размислувала, пак ќе кажам дека е релативна работа изборот на партнерот, без разлика дали ќе биде во јавна функција или дали ќе биде некаде во администрација. Разбирање, почитување, љубов. Тоа е. Во вашето слободно време, првен, колку го имате слободното време и што правите со него? Најмногу сакам да го чувствувам мирисот на Јадранското море. Често пати си дозволувам таков луксус, често пати велам дека еднаш во 2 месеца или еднаш месечно се упатувам во Риека Опатија, таму имам роднини, поточно мојата сестра е мажена во Хрватска. Тоа е мојот издувен вентил. Таму најчесто се релаксирам, опуштам. Многу почесто одам во Риека во Хрватска, за жал отколку во Куманово во родниот град, меѓутоа со моите секојдневно комуницирам, па комуницираме дури преку Skype за да ме видат како сум. Аз сум далечна 30 километри од нив, така да. Многу слабо имам слободно приватно време и тоа е се поради работата. Можеби ќе треба малку повеќе да се посветам на приватното време, многу повеќе се давам во работата. Бидејќи ја спомна твојата сестра, јас на Facebook видов дека имаш прекрасна внука, многу сладка. Дали сака да ги носиш тиклите на тета? Апсолутно. Сите научари и високи подпетици сака Лара да ги облече. Дозволувам во секој случај. По дома, надвор не, затоа што сум фанатик на штикли, па да не се расипе работава. Така да веќе ги има
оние манири кои што тетка да ги има, нели, сака да се шминка, сака да се слика, сака да се дотерува, точно знае што ќе облече дента, има 3 години веќе, меѓутоа мислам дека многу побрзо расте за разлика од незината генерација, многу повеќе ги развива интелектуалните способности за разлика од другите дечиња. Бидејќи навистина си препознатлива по твоето убавење, по твојот стил на облекување, кои се трите совети кои што би им ги дала на македонките? Нека биде тоа основна хигиена, основна нега на лице, еднаш во месецот. Еве, моја препорака совет е да си го направат биолошкиот редмат, не мора да биде тоа чистење или некои агресивни методи за лице, меѓутоа нека си направат некоја маска ако немаат, нели, доволно средства за да појдат кај професионални луѓе, нека го направат тоа во домашни услови со домашна нега. Тоа е едната работа. Исхраната е многу важна. Пиете многу вода, течности, немојте да пиете газирани сокови, овоше барем јас јадам до 15 часот, ништо повеќе после тоа. Што друго? Уредни ногти, коса. Тоа се основните работи кои што секогаш поминуваат, да, секогаш се важни кај една жена. Сега, за тебе имам 10 брзи прашања кои што ќе ги одговориме додека возиме. Мислам дека нема да ти треба многу време да размислуваш за нив, затоа може да почнеме. Може. Ајде. Црвен или розов кармен? Розивиот го сакам во период од април па до септември, а од октомври до март, нели, или до април го сакам црвениот. Црвениот пострастен во зимски период, розивиот е разигран со весели ноти, нели, некако розово ти е све тоа време. Добро, тренерки или халанки? Тренерки дефинитивно. Балмейн или Долче Габана? Козметика или парфеми сакам на Dolce Gabbana, The One го сакам, Balmain дефинитивно за облек. Ким Кардашијан или Јелена Карлеуша? Ким Кардашијан. Зошто? Не знам. Не знам. Според Facebook или Instagram? Instagram. Повеќе од Facebook? Да. Повеќе сакате, значи, фотографии, отколку Повеќе. Приватни работи бизнесувате на Facebook? Повеќе. И најдобра пријателка? Најдобра пријателка мојата сестра. Омилена боја? Во моментов црна ми е омилена боја. И е највеселата боја според мен. Секогаш проверена и добитна комбинација. И омилена храна? Што ми се јадам? Ме спуни, јас сум хедонист и голем гурман, не знам, све јадам. Добро, тогаш црвено или бело вино? Бела. Толку 10 прашања беа. Да не го тупам со хранава, значи све суши јадам, морска храна јадам, све живо јадам. Од тука почнавме, тука и се враќаме за да ја прашам Елена како уживаше во возењето со овој Opel. Супер, особено тоа што денеска немаше некоја голема фреквенција на возила. Драго ми е што уживавте и вие во возењето. Понекогаш знам да бидам и нервозна во сообраќајето, обично тоа е петок. Што те нервира најмногу? Работа, па не културата во возењето, дефинитивно не почитување на сообраќајните правила и прописи, така да гужвата во градот најмногу ме нервира. Обожувам да возам летно време, јули, август, кога сум во Скопје. Ретко е тоа, меѓутоа кога се празни улиците, уживам во возењето. Бидејќи имавме супер емисија денеска на Влези вози, направивме одличен муабет, меѓутоа не кажавме кои се твоите планови за иднина. Плановите остануваат со живот со стил. Оваа сезона е 5-та година поред, мал јубилеј, се надевам дека ќе успеам некако да ги соберам сите љубители, оние поблиските, нели, сите фанови, обожаватели и соработници на живот со стил, па да го прославиме тој момент. 5 години од живот со стил, ќе трае сезоната до крајот на јули, после тоа одат репризи август и септември за да земам здив малку јас, да одморам и да се наполнам со батерии. Ништо посебно ново нема да има, освен нели ексклузивни локации, гости, не би сакала да ги открием, меѓутоа ветувам возбудлива, атрактивна и летна сезона која што ќе трае во тој период од мај, јуни, јули. Ако минатата година бевме во Анталија, во Турција, во Белек, снимавме летни емисии во Охрид, во Грција.
во Хрватска, се надевам дека ќе отидеме и во Египет можеби ова лето, да не откривам пред време. Планот ми е исто така во Дубај да снимам една емисија, меѓутоа ќе работиме на тоа во секој случај да го имам и тоа. Ти посакувам исполнување на сите овие атрактивни локации, уште поатрактивни и поексклузивни гости и уште еднаш ти благодарам за гостувањето. Ти посакувам и јас многу успех и во емисијата Влези вози. Уживањето беше со новата Opel Corsa, ќе ги поздравиме луѓето од Авто Македонија кои што ни дадоа таква чест да уживаме во скопските улици. Аз знам дека и низ македонските патишта многу добро ќе служи токму ова кола. Драги мои, ова беше се за денешното Влези вози. Имавме супер тренди возење со прекрасната Елана. На вас ви посакувам да останете така убави, така насмејани и нормално возете безбедно. До следното гледање.